Добар ден, повторно сте во дигитална стоматологија, каде ги отвараме табуата за македонската стоматологија, односно сферата во која што е дел од медицината, која што е една од есенцијалните делови од медицината. И разговараме каде се наоѓаме, а каде би требало да бидеме. Ова не го повторувам за џабе. Ова е уствари целата поента на овој подкаст. Во претходните епизоди разговаравме на еден куп теми и се отвара нон-стоп куп теми кои што се интересни не само за фелата, туку и за нас, за обичниот пациент. Разјаснуваме некои работи, гледаме, односно доловуваме, се обидуваме да доловиме како сето тоа изгледа, како би требало да изгледа и зошто е добро и за самиот пациент, но и за докторите и за техничкиот персонал, за целосниот, за забните техничари, зошто е тоа добро, како се отвара време, како се намалува болка за нас, но ќе зборуваме за тоа во детали. Претходните епизоди почнавме со самиот пат на пациентот од моментот кога влегува во целосно дигитализирана стоматолошка ординација, па се до изработка на планот за работа, како се изработуваат тест коронки, зборувавме за тест коронки, зборувавме за перманентни, односно дефинитивни коронки, зборувавме за еден куп работи, имате прилика да погледнете и претходните епизоди. Денеска продолжуваме со следните чекори. Денеска ќе разговараме со доктор Деспина Величковска и забниот техничар Елена Митреска. Ви благодарам што сте тука повторно. Благодариме. Добар ден од мене повторно. Споменавме дека се работи за дигитална стоматологија и да почнеме од првиот чекор во оваа фаза, да зборуваме како се одвива онаа комуникација. Ја начнавме претходно со доктор Марио Јурхар и со забниот техничар Викторија Поцева, како се одвива комуникацијата на ЕКАД центарот со стоматолозите. Ама пред се да разјасниме, значи, што значи ЕКАД центар? Што е ЕКАД? ЕКАД е всушност центар за дигитална стоматологија. Ние ги извршуваме сите протетички конструкции, можам да кажам, на многу брз, едноставен и пред се сигурен начин, благодарение на целата дигитализација која што нас не е достапна во овој момент. На кратко можам да кажам дека ние сме завод-техничка лабораторија која што е целосно дигитализирана. Ние извршуваме 3D дизајн на фиксно протетички конструкции, вршиме 3D принт на композитни материјали, вршиме 3D лазер принт на метал и катка мрежење на цирконијата. Така. Вие како стоматолог, значи која е вашата улога во овој дел од комуникацијата, да кажем? Така, значи, откако пациентот ќе биде припремен, односно која ќе се изврши препарација, тоест состружување, односно одзебање на тврдите забни супстанции и спремање на пациентот за изработка на понатамошна изработка на протетички конструкции, од круцијална важност е да се воспостави контакт меѓу стоматологот и забниот техничар. Тој контакт подобро е што поскоро да се воспостави и да биде безпрекорен, од причина што ниту една протетичка конструкција нема да биде изработена толку идеално доколку не постои меѓусебна и безпрекорна комуникација меѓу забниот техничар и стоматологот. Да не ја заборавиме оваа битна карика, алка. Так, да. Понатаму, како стоматолози, во однос на ЕКАД центарот, ние потребно е да пополниме налог. Тоа се врши на тој начин што на официјалната веб страна на ЕКАД центарот ја заврша моје логирање, каде што претходно веќе бил направен акаунт, личен мој како доктор и на мојата ординација. Понатаму во тој налог се пополнуваат податоците за пациентот, се пополнува каква протетичка конструкција би сакала да изработам, во која регија, односно дали се работи за фронт или за бочно или целосно, ако зборуваме за циркуларни или фиксно протетички конструкции, и да не го заборава моментот, во тој налог на ЕКАД центарот има опција и за вметнување на фотографија.
Односно, битно е да се направи фотографија од пациентот, това заборавив да го напоменам стартно, битно е исто така да се направи фотографија од пациентот пред да се изврши тоа состружување, односно препарација на забите, каде што се запазува моментот на првобитната состојба на пациентот, па потоа кога ќе се изврши докторскиот, односно стоматолошкиот дел со после препарацијата, повторно да се направи втора слика и тоа се, овие две слики се прикачуваат на налогот и налогот понатаму се испраќа кај забниот техничар. Еве баш Елена може да ви посочи зошто тие фотографии се доста битни и во понатамошната изработка, меѓутоа да нагласам дека тоа е и битно за да се види ефектот before after и самиот пациент да го види тоа. Ама еве од технички аспект има. Токму тоа и сакав да го прашам, ете, од технички аспект. Пред се морам да кажам дека секој пациент има свои индивидуални спецификации. И сега зависи во која регија станува збор за изработка на таа конструкција. Например, почнувајќи без разлика дали би било во фронталната регија, дали би било во бочната регија, важно е ние да го имитираме природното забало на самиот пациент, бидејќи нормално целиме кон тоа да извршуваме природни конструкции. Со што и самиот реконструкции, да, од кој што и самиот пациент би бил задоволен. Важни ни се сликите за да ги видиме од аспект да видиме бојата на самите заби, да видиме изгледот, дури многу ни е важен изгледот на самиот пациент при изборот на форма на самите заби кои што ќе ги изработуваме. Токму во однос на тоа дека ги споменавме бојата и во претходната епизода конкретно со доктор Марио баш разговаравме баш за тоа за бојата, дека секој има нели како што кажавте секој индивидуално си има своји одлики едноставно, нели? Дали вие како стоматолози, како забни техничари дискутирате меѓу себе во принцип дали предпочитате да му препорачате на пациентот да си ја задржи својата природна боја или она што го спомена баш доктор Марио дека има и голем дел од луѓето кои што инсистираат на онаа холивудска насмевка, нели? Така, видете, значи, кога станува збор веќе за изборот на боја на идната протетичка конструкција, нормално е дека првичното мислење, односно првичниот предлог за боја и нијанса доаѓа од стоматологот. Нормално дека сите, односно не сите, туку голем број од пациентите предпочитаат што е можно побели. Меѓутоа таа боја се избира според одредени критериуми, според бојата на лицето, бојата на косата, бојата на очите, значи не може да се не е целта да светат во мрак, што би се рекло. Така, да. И од тој аспект функцијата на докторот е тука да му се објасни на пациентот која боја највеќе одговара, во ред е нијансирање и одредени нијанси да бидат посветли, нели сите целиме кон што е можно посветло забало, во ред е нијансирање и целење кон посветли нијанси, меѓутоа до одредена граница, да не се пречекори тоа. Но сепак доколку пациентот инсистира, сепак тој е пациент и секогаш е тој во права. Зависност доколку се прави целосна реконструкција на самото забало, тогаш може пациентот да си избере својата боја. Меѓутоа доколку се прави коронка или некој мост, ние настојуваме нормално да биде истата боја која што пациентот веќе си ја има. Неговата природна боја. Неговата природна боја, да. Да, инаку не би. Добро, да не се мешаме во индивидуални преференции, тоа си е работа на секој. Секој индивидуално. Во однос на бенефициите на дигиталниот отпечаток веќе зборувавме еднаш, нели, но еве доктор Деспина би сакал, не би било лошо да се подсетиме, значи ако може за, нели, кои се бенефициите од дигиталниот отпечаток, земање од дигитален отпечаток. Ова го споменав неколку пати и претходно се извинувам, само да објаснам зошто прашувам повторно, затоа што имав баш еден случај кој што го раскажав во минатата епизода со доктор Марио, дека имаше ситуација пријател кој што кажа детенце дека однел и дека нели земало до ние од старите со лажица или како и да се вика ќе објаснам. Стандардна лажица за земање на отпечаток. Ете така и дека тоа остава да речеме одбивност, особено кај детенце,
и нели се е во детството, ако случајно остане нели негативно искуство кон стоматолози, тоа останува и понатаму и нели стоматолозите да речеме условно остануваат страшилно на некој начин. Ако може од тој аспект уште еднаш да ги објасниме како за пациенти разликата нели за земањето на дигитален отпечаток во однос на... Така, баш како што спомнавте со примерот за детето на вашиот пријател, дека се соочил со не така пријатна ситуација во однос на стандардното, односно конвенционалното земање на отпечаток со стандардна лажица и материјал за отпечатување. Со дигиталниот скенер, тоа сите овие постапки се избегнати и се исклучуваат, затоа што дигиталниот скенер е миниатурен. Всушност, главата на дигиталниот скенер е толку миниатурна што пациентот не чувствува непријатност. Нема потреба од избор на лажица за отпечатување, нема потреба од дополнителна припрема на пациентот, припрема на материјалот за замешување, запазување на конкретен, правилен сооднос на меѓу различни материјали додека тие се припремаат. Нема потреба со дигиталниот скенер, нели нема потреба од цела една процедура, да кажем. Цела една процедура, да. Целокупната таа процедура толку се скратува и толку е веќе едноставна што воопшто не предизвикува дискомфорт на пациентот. Нема потреба од дополнителна примена. Се е толку едноставно, брзо и улеснително. Само се зема скенерот, се скенира устната празнина, односно забалото и состојбата на оралната празнина на пациентот и веќе ние имаме спремен дигитален модел кој што потоа нормално се испраќа во зъботехничката лабораторија. Тоа сакав да прашам следно. Значи, како забен техничар, нели, на кој начин ова земање на дигитален отпечаток и понатамошните нели нормално чекори, како на забен техничар, како вам ви го олеснува животот тоа? Повеќе пати го спомнавме кратењето на време. Тоа е веќе, мислам дека повеќе од јасно. Прв проблем, како пример би го земала при земањето на тој традиционален отпечаток е транспортот. Бидејќи отпечатокот при самото земање на отпечатокот, тој некое одредено време на лиење е после 1 час од самото земање на отпечатокот. Меѓутоа, тука се губи време при транспорт. Со самото време кое што поминува, самиот отпечаток доживува деформација. А таа деформација нас ни е многу важна, која што ние нема можда во истиот момент да ја приметиме, ние ќе ја приметиме веќе при финалната изработка. Так. А сега, доколку веќе отпечатокот подлежи на првична деформација, автоматски веќе нас наредните чекори ни се залудни заради тоа што немаме веродостојна копија на забалото на пациентот. Веќе постои деформација. Ова го прашав веќе неколку пати претходно, која е маржата за грешка тука со земањето на дигитален отпечаток? Значи, можностите за грешка се огромни. Дали во соодносот на замешување на материјалите, дали материјалот, односно доколку не се запази работното време на материјалот, пред време се постави во оралната празнина на пациентот, неправилно се постави. Пред време се извади отпечатокот кога масата се уште не ја достигнала потребната конзистенција, односно не се стврднала доволно за да можеме ние безпрекорно да го отстраниме отпечатокот од устната празнина на пациентот и нема да подлежи на деформација. Значи, огромен спектар на грешки кои што нели со дигитализацијата денес се избегнуваат. Понатаму, при самиот транспорт, материјалите за отпечатување подлежат кон деформација, која што е временски детерминирана. Колку подолго време отпечатокот остане неизлиен со гипсена маса и не се добие побрзо тој модел, толку можностите за грешки се Значи да се издеформира, па да се испрати погрешен, нели? Да, значи колку повеќе се пролонгира, толку можностите за грешки се зголемуваат. Ете така. Сакав да баш интересно ова што го покривме, јас гледам колку што е можно повеќе да дискутираме на таа тема, чисто за да биде јасно
и за самите оние пациенти, впрочем, со вас и со доктор Марио Јурхар, така и го отворивме овој подкаст. Во првата емисија баш споменавме дека има и луѓе кои што инсистираат на оној old school метод, дека сметат секоја чест за стоматолозите кои што нели работат со искуство и така натаму, меѓутоа тука веќе зборуваме за еден сегмент кој што им го олеснува животот и ним, значи и ја намалува нели нормално маржата за грешка. Токму тоа е причината поради која сакам да ги повторувам. Меѓутоа не само за грешки, и за компликации, затоа што доколку отпечатокот откако лжицата со отпечаточната маса се внесе во устата на пациентот и таа не се адаптира правилно, постои можност за грешка и компликација од аспект што отпечаточната маса може да западне во орофарингсот, односно во грлото на пациентот, па не да може да настане давење или... Тоа е веќе, тоа е веќе најстрашниот исход, да предпоставам дека нешто помалку страшен би бил да се стави нешто погрешно што не одговара нели на забалото на пациентот и да се направи некаква си деформација на веќе постоечките. Предпоставувам дека и тоа е некаква опција, дека и тоа. Постои таква опција, меѓутоа со дигиталниот скенер сето тоа се елиминира. Да. Меѓутоа и не е само тоа. Мораме тука да го напоменаме дека и ние со самото тоа што штедиме на време, ние си го штедиме на некој начин и здравието. Поради тоа што и нашата позиција како забни техничари и позицијата на докторите која што ја поминуваме ние повеќето време од денот, не е ергономска положба и со тоа доаѓа загрозување на нашето здравје и со доведување до некои болести, да кажеме, кои што се познати. Појава на професионални заболувања и синдроми. Тоа е страшна работа. Затоа дигитализацијата толку ги упростува и ги поедноставува работите и ги скратува, временски ги скратува тие работи, така што и самите забни техничари не се подложни на дополнителна работа, дополнително вложување, маневрирање, манипулации, се тоа толку едноставно и веќе се избегнува и се намалува спектарот од појава на професионални заболувања. Што е страшно, јас се насмеав од причина што не бев воопшто свесен дека такво нешто постои, што е сосема нормално, нели, јас работам на стол постојано и нели мене може да ми се појави проблем со кичман, со работниот стол, меѓутоа ова на пример не го знаев, треба да се земе предвид апсолутно. И секако уште еднаш само да повторам дека ова е во интерес на самиот пациент, нели, затоа што не добива чувство на гадење, нели, и самото време за земање на тој дигитален отпечаток е едноставно. Неговата нелагодност е сведена на минимум. Тоа е многу битно. Во ред да продолжиме малку од оној технички аспект. Тука направивме една паралела, нели, со оној old school метод и дигиталното земање на отпечаток. Во минатата епизода со доктор Марио Јурхар и забниот техничар Викторија Пуцева ги зборувавме оние тест коронки. Ајде од ваша страна да кажеме за што служат и колку време се користат тие тест коронки, колку време може да трае? Значи, видете, првично тест коронките од докторски аспект му овозможуваат на клиничарот, односно стоматологот, да се постигне адаптација на веќе повреденото непце и околните замни структури, од аспект што при самата препарација, односно одземање на тврдата замна супстанца, настануваат некои микротрауми, каде што и непцето, односно гингивата, се воспалуваат, настанува низино отекување, крварење и слично. Од тој аспект тест коронките нас не се од исклучителна важност, затоа што се поставуваат што е можно за кратко време, нели, еве ќе посочи мојата колешка дека се изработуваат многу брзо и за кратко време после препарацијата се поставуваат во устната празнина и се овозможува адаптација на околните структури во устната празнина спрема новата протетичка конструкција. Понатаму, со тест, односно привремените коронки, пациентот неговата мастикаторна, односно джвакална функција не е ограничена. Тој повторно, колку и да му биле препарирани забите претходно, има тест коронки, да не ја заборавиме и фонетиката, затоа што нели од зборувањето е од исклучителна, од
е дел од секојдневието и сега доколку тој пациент го оставиме така со препарирани заби, со стружени заби, тој ќе има проблеми со говорот, значи фонетика, естетика, заштита, џвакална функција. Доста голем спектар од докторски, меѓутоа и за пациентот се опфатени со овие тест коронки. Особено доколку станува збор за реконструкција во предната фронтална регија во устната празнина, нормално и пациентот ќе се почувствува многу неубаво ако го оставиме туку така со препарирани заби. Па да, никој не би сакал да биде без предни заби, апсолутно, тоа нема дилема тука. Затоа што веќе напоменавме, потребно релативно кратко време на изработка на таа тест коронка, од земањето на тој дигитален отпечаток, да кажеме, нели, од колку време ви е вам потребно за да изработите една тест коронка? Тоа се во зависност од случајот. Грубо, колку да кажам. коронки, значи буквално може да трае целиот процес 2 часа додека зборам од почеток до крај со целосно испринтано, веќе испринтан дизајн. Целото дизајнирање и принтање би опфатило околу 2 часа, доколку станува збор за некоја помала конструкција. Сега доколку станува збор за поголема, нормално. За поголема, да, чисто само да објасниме. Повеќе часовно би траело, нормално. Меѓутоа, во секој случај, тест коронките се добиваат уште истиот ден, ако најкасно што е наредниот ден. Зависи до, како што кажав, до самата големина на самата конструкција. За нас, од технички аспект, тие тест коронки ни се многу важни, чисто да ја видиме ние оклузијата, да видиме како докторот душа го гледа тоа, да видиме дали убаво налегнува на испрепарираното трупче самата коронка, да видиме дали дизајнот се совпаѓа со формата, со големината на преостанатите заби во устата на пациентот. Дали пациентот ќе му се допаѓа естетиката, како изгледа, бидејќи почнувајќи ние од самите себе, а доколку например, самата себе би се земала за пример. Ако на мене се изработува некоја коронка, нормално дека ја би сакала да видам како би изгледало понатака, доколку не ми се нормално, доколку не ми се допаѓа да направиме одредени промени. Така. Сега, во однос на промените, доколку настанат минимални, доколку јас како стоматолог утврдам дека ми се потребни мене минимални промени да се извршат, како го изведувате тоа? Тоа најчесто, барам јас препорачувам да се прави со слики, доколку ние не сме во можност да го видиме во живо пациентот нормално. Пожелно е да не се направи слика во самата конструкција како лежи во устата на пациентот. Така, и јас доколку не се некои страшни промени, да кажам, големи, доколку е оклузија, дебелина, некои ситни промени, тие може би ги изработиме на истиот дизајн од кој што веќе сме ви го пратиле. Меѓутоа, доколку станува збор за некоја... Запазете го моментот дека битна е комуникацијата, доктор Како не, стоматолог. апсолутно. Нормално. Токму Добро и досадно се видиме наместо да недостасува комуникација. Апсолутно, да. Како што кажавме, нели, движечкото тркало, тоа е тоа. И доколку нема комуникација, самиот енд продукт за нас, за пациентот, нема да биде како што треба. Едноставно. Меѓутоа, доколку постои потреба од поголеми корекции, Во врска со формата, како пример ќе ја земам, доколку пациентот не му се допаѓа формата, не му се допаѓа како изгледа, например, со таква конструкција, ние нормално дека ќе направиме нов дизајн и дека ќе испратиме повторно нова конструкција на тест коронки и тоа би се повторувало се додека не се ми се постигне крајниот посакуван ефект. Меѓутоа, Ива, напоминавме дека потребата од тест коронките на вистина е битна, но и сите тие... Огромна би рекол, не битна, да. Огромна. И ги нагласивме позитивните аспекти на овие тест коронки. Меѓутоа, колку и тие да се позитивни и му овозможуваат на пациентот веднаш да се соочи со новата состојба и да ја утврди, да ја увиди и да ја почувствува неговата нова состојба која што понатаму и во иднина нели ќе биде изработена, сепак многу пациенти
како да кажам, се навикнуваат на овие привремени коронки и дури постои момент кога избегнуваат да се изработи дефинитивна протетичка конструкција. Меѓутоа, тука треба да нагласиме дека тест коронките се изработуваат од резин. Тоа е материјал, односно смола, која што не е така отпорна на механички сили, не е отпорна на абразија. Ова ми го одговара практично прашањето дека време траењето на таа тест коронка не може никако да биде долго, не може таа да замени перманентната, нели, трајната. Да. Значи, механичката отпорност на джвакалните сили, бојата, затоа што со текот на времето овие... Смолата, да. Резинот, да. Да, подлежи и кон промени во бојата. Така што пациентот можеби нема да ги воучи првично, меѓутоа доколку ги задржи тие привремени коронки и не ни се појави кај нас во ординација за да му ја зацементираме и му ја поставиме финалната протетичка изработка. Џабе се. Да, значи сепак привремени се. Многу од пациентите и не го гледаат фактот дека тие привремени коронки не им се цементирани дефинитивно за забот. Забот не е целосно опфатен и не е од секаде затворен, а во тој случај, доколку ги носат повеќе од одреденото време од докторот, да кажам, од самиот стоматолог, може да се случат најразлични процеси на самиот зоб и повторно да има било какво лекување. Штом не е затворен, може Да, штом дефинитивно не е затворен, тука секако дека постои ризикот кариогени лези, односно појава на кариес, понатаму заболување на пародонтот и слично, што тоа не е целта ниту пак ние, ниту пак пациентот да се соочи со тие проблеми. Така. Еднаш баш тука би сакал да спомнам и за оној дел од, нели, го споменавме маркетингот, дека, нели, поради олдскул методите, практично е непостоечки во македонската стоматологија, меѓутоа од тој аспект бидејќи ја споменавме и во оваа емисија, бидејќи ја споменавме и брзината, нели, на изработка на тие тест коронки, изработка воопшто на било што и да е потребно. Да, каде што се скратува, нели, времето на транспорт на отпечатокот, што во овој случај кај нас е веќе дигитален модел што веднаш преку интернет ние го доставаме. Преку мејл, практично, да. Буквално преку мејл го испраќаме во ЕК центарот. Времето на изработка на тест коронките, значи се е тоа сведено на минимум. Според вашето искуство, како таа брзина на изработка на секако и прецизност и функционалност, естетички совршено и така натаму, како тоа влијае врз имиџот на една ординација? Огромно влијание има од аспект што и самиот пациент од моментот кога ќе влезе во ординација и се утврдува неговата состојба, се поставува дијагноза, план на терапија, веднаш се решава, веднаш се пристапува кон извршување на, односно изведување на тој план на терапија и пациентот за многу кратко време веќе ги добива и тест коронките. Значи не оди со стружени заби и да чека време за колку време мене ќе ми бидат готови, па дали може денес, дали може утре. Па не џвака и на таа страна. Да. Чувствува болка, веднаш забалото е заштитено со овие. Да, јас сакав да се надоврзам, не само со самото време што се штеди, има голема улога и за нас, бидејќи јас доколку во денот со традиционалниот отпечаток, да кажам, би направила 2 случаеви на 2 пациенти, јас со интраоралниот скен би можела да направам многу повеќе, ако не да кажам и тродупло. Така. Значи продуктивноста во однос е многу зголемена. И на докторот, но и на замниот техничар. Дигитализацијата се чини дека ги решава поголемиот дел од проблемите, ако не и скоро сите во овој сегмент. Има и други за кои што по-детално ќе разговараме, како на пример она што го споменавме, инфекцијска контрола. Како што реков, знам дека често спомнувам како што споменавме претходно, меѓутоа тоа е затоа што се отвараат еден куп нови теми, нови подтеми кои што се навистина интересни и ги сакам да зборуваме на сите тие теми да ги покриеме и ќе ги покриеме. Особено интересна ми беше темата што ја начнавме сега за изработката на
коронките, еве сега конкретно на тест коронките. Споменавме и за изработката на тие циркониумски коронки, тие се претпоставам нели дефинитивните, оние финалните. Меѓутоа за тие нема да зборуваме оваа емисија, за оваа епизода ќе зборуваме во наредната и како и секогаш еве ги споменав нели новите теми кои што се отвараат, секако ќе се дружиме повторно и ова само покажува колку е интересна целата оваа тема на самиот подкаст. Предпоставувам и за фелата, гарантирам за нас како пациенти. Доктор Деспина, Елена, ви благодарам уште еднаш што бевте дел од дигитална стоматологија и ќе се видиме во некоја од наредните епизоди. Било нешто сме дел од ваква организација. Ви благодарам уште еднаш, ви благодарам и вам и до гледање и до слушање.